со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Прво, околу самата платформа. Во нејзе има елементи кои што за политичките партии се прифатливи и кои за политичките партии не се прифатливи. Прво да тргнеме од формата, каде е донесена и кој ја има подпишана. Мислам дека ова ваше тврдење дека е направена во Тирана е тврдење што го кажа партијата Беса. Мислам дека пак други два подписника на платформата, партиите ДУИ и Алијансата на албанците, велат дека таа е подготвена и подпишана во Скопје. Веќе тоа координирана сепак во Тирана. Да размислиме за следното. Дали, доколку таа платформа, еве, велите подпишана во Тирана. Ако е подпишана во Брисел, дали нешто би сменило? Или друго, ако е подпишана во Скопје, во клубот на пратениците, дали би сменила нешто? Прашањата кои што се извадени во платформата се исто така суштински. Јас ќе ве потсетам и дека веројатно го имате следено тој на нашите партиски сајтови и профили на социјалните мрежи. Во сите средби со дипломатите овдека, вклучително последната средба и со амбасадорот на Албанија и во едно гостување сега што бив минатата недела во Софија телевизиско, кажав дека сега е неопходно да сите политичари од соседството се воздржат од давање изјави визави состојбата во Република Македонија, затоа што самите тие изјави може да бидат дел од политичка кампања во нивните земји. Знаеме дека политичка кампања има во Албанија во моментот, во Србија, во Бугарија, и дека тоа нема да биде корисно. Второ, во делот на содржината на платформата. Се појавија толкувањата и тие се оправдали, да речеме, во делот на резерви визави она што значи дефиниција за геноцид. Но во платформата имаме и точки за кои што сите политички партии, вклучително и во изминатиот период, имаат согласност околу движењето на Република Македонија кон... Тие се декларативни точки. Ние се држиме на суштинските точки околу точката која што подразбира осуда за геноцид. Сепак прашањето за осуда на геноцид, преземање на таква иницијатива, вие да признаете некаков геноцид е прашање кое што едно е да имате вие Се согласувам за режимски со делот малтретирања на вашата констатација дека таа е многу чувствителна точка и впрочем таа точка зависно од незиниот третман и од незиното институционално третирање може да биде и регионално прашање и проблем. И заради тоа, да речем, јас кога зборувам на оваа тема, сметам дека сите политички партии треба да го побарат она што го зборував и јас, што го кажувам и јас. Да речеме дека потребно прво да имаме појаснување на суштината на содржината на таа точка. Што сакал да каже писателот со незината содржина. Но еден од излезите, да речеме, пред паузата зборувавме за излезите од кризата. Прво, еден од излезите на кризата е да се договориме прашањата кои што се отварат дека треба да бидат затворени, бидејќи вака како што тераме во моментот и вака како што се води политичкиот дискурс, само нови прашања излегуваат. Ниедно прашање не го затвараме и тоа треба, но проблемот во суштина е уште еден. Затварањето на прашањата е институционално. Трето, јас во делот на јавната дебата ги слушам сите оние толкувања, ова е кажано, вака е напишано во ред. Сега да поставиме прашање. Дали политичките партии со закон и со устав имаат право да застапуваат одредени идеи и тие да ги застапуваат со политички цели? Да. Заради тоа, политичкиот диалог и разговорите, всушност во институциите треба да кажат што за целокупното општество, за целокупната држава е прифатливо, на кои прашања може да се најде решение, кои прашања немаат консенсус. А овие се чувствителни прашања кои ако само ги отвараме, дополнително ќе ги обременуваат односите. И во исто време, само уште една додатка. И во исто време ризикуваат конфликтите од политички да ги пренесат во меѓуетнички и истовремено потоа, да речеме, и во интраетнички, односно внатре етникумите во Република Македонија. Од таа ситуација нема да имаме излез. Ќе се вратим потро, само сакам да потпрашам едно прашање на констатација токму околу тоа, околу ова ваш последниот заклучок. Затоа не мислите ли дека прашање од типот на геноцид, на теми кои што се врзуваат историски во државата, не се прашања кои што треба да ги решаваат резолуцијски декларативно политичките партии, ниту да ги поставуваат на маса. Сепак тоа се прашања веројатно за кои што историчарите треба да најдат решение, а формата на резолуција би била некаква
административна или протоколарна форма на државата. Затоа велам дека политичките партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ и било кој, веројатно и ДУИ, ДПА, сите треба да го извадат прашањето за геноцид од платформата, нека најдат начин како да го стават во раците на историчарите, нека одлучат историчарите што имало, како имало, у која форма, а затоа што одлука врз основа на политичка одлука има далеко по суштински, по чувствителни консеквенции по целата таа тема. Значи, токму од тие причини, кога зборувам за политички диалог, зборувам за тоа да она што биде, она што е потребно врз основа на оценка на мнозинство пратеници, врз основа на мнозинство политички чинители, па можеби за некои прашања со многу поширок консензус, тоа може да се решава. Другите прашања се договара како да се и кој да ги отвори, каде да се отворат, но секако дека е потребна динамика и кога веќе треба еднаш да се затворат. Заради тоа се согласувам дека внатре има прашања кои што веројатно не припаѓаат ниту на една платформа која што доаѓа по изборите. Но од друга страна да ве вратам па на еден дискурс кој што се случуваше до 11 декември. Ама по тој дискурс, ако мислите на ВМРО ДПМН, испадна да Груевски во право на изборната кампања. На два дискурс, на двата блока. Значи, ние имавме дефиниција. Мислам дека таа беше кажана во Берн, од страна на господинот Заев, дека треба да се оди надрамковниот договор. Политички кажав дека таа дефиниција, таа изјава во тој момент е особено неконструктивна, односно нема да придонесе кон епилог на изборите за суштинското прашање што беше тогаш. Криминал, корупција, нефункционалност на институциите. И денеска гледајте, никој не зборува веќе за криминал, корупција и нефункционалност на институциите. Институциите остануваат нефункционални, бидејќи сега бараме начин да ги оспособиме. Вториот дел е во дискурсот ВМРО ДПМН ја преземе и целата кампања ја водеше на федерализација, кантонизација и така натаму. Ама тоа денеска не се случува. И денеска нас ни се случува последицата на неодговорноста на политичките партии да се зафатат со клучните прашања. Отварајќи теми кои пред изборите воопшто не беа теми, тие сакаат да го дефокусираат вниманието од клучните прашања, еве да го денеска бумерангот се враќа. Ако сакаме да зборуваме за она што зборуваме за прашањето на ризикот за меѓуетнички и за интраетнички судири. Јас еве денеска да го поставам прашањето. Кога зборуваме за криминал, корупција, еве сакам да слушнам, да речеме, не знам, дали Шекеринска, дали Шилегов да зборува за прашањата за истраги кои што се слуша дека има во делот на, не знам, нивни соговорници денеска во преговорите, некои ги спомнуваат Теута Арифи, некои ги спомнува Изет Меджити и така натаму. Веројатно затоа што се и во жижата на медиумскиот фокус. Ајде сакам да слушнам Гордана Јанкуловска или Сашо Мјалков да зборува, да речеме, за прашањата, не знам, за Муса Џафери, бидејќи и тие се сега во медиумскиот фокус. Ајде да ги отвориме тука прашањата, а не топовско месо да се става на улиците, да се подкреваат емоциите, за да се избега од рационалното решение и од рационалното решение на проблемот и од политичката криза, ама да дојдеме и до суштинското прашање. А тоа е каде се парите. Бидејќи основниот проблем овде дојде од злоупотреба на институциите, од одговорноста на владата на Груевски и Ахмети, и во тој момент кога се обзнани она сето што го слушнавме од бомбите и кој знае што има, дојдовме до моментот кога требаше да разговараме за санкционирање на криминалот. Денеска за тоа не разговараме. Ама тоа е суштинското прашање. Зошто денеска за тоа не се разговара? Прашањето, темата за меѓуетничките прашања, темата за двојазичност, темата за федерализација и тие се прашања кои што во кампањата ги внесе тогашната опозиција. Значи, јас можам да зборувам за оно што го внесе либералната партија во кампањата. И тука е не ваш личен, него тука е целокупниот медиумски проблем, што во обсервацијата на сите проблеми, прашања и слично, кога ќе дојдеме, не се изненадувајте затоа кога некогаш политичките партии кои не се ВМРО и СДСМ избегнуваат да разговараат. Вие цело време зборувате за дискурсот на тие две политички партии. Како да најдеме решение и слично? Па како да најдеме ние решение за проблемите што тие ги создаваат? И тоа не се проблеми што се создадени вчера. Ако сакаме сега да зборуваме, тогаш кажете како партијата која беше најнапаѓана, либералната партија, Пајтон партија, ваква партија, таква, во ред,
Python, со наши тркала, со наша кочија. Ние тоа го мислевме што го кажавме. Забележавте дека немавме непринципиелни решења, не уфрлавме други теми. За некои од решенијата за кои што зборувате денеска, ние сме ги зборували што 2013 година. Но и зашто има проблем во дискурсот во расправата, во јавната расправа, денеска да речеме ставовите на либералната партија барем да се признае дека биле точни пред 3 месеци. Затоа што кај нас тоа не беше правено ниту со огромна медиумска поддршка, не беше правено ниту само пред изборите, туку е резултат на платформа што сме ја донесле во 2013 година. И заради тоа денеска ние имаме право да кажеме да, малку сме, ама имаме право да го кажеме тоа што сме предупредувале 4-5 години наназад. Значи 4 години конкретно од 2013 година. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.